Биењето на канбаните во црквите и манастирите во Полошко утрово ја означија прославата на патронот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Основачот на првиот словенски универзитет во Охрид се прослави со низа државни свечености во Македонија. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, првиот словенски епископ и творецот на Охридската книжевна школа, се одбележа со архиерейска литургија, чиноначалствуване од митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, во сослужение на свештенослужителите од Тетовското архиерейско наместништво. Во текот на литургијата, верниците пристигнуваа во храмот да му оддадат почит на епохалното дело на светилникот, кој повеќе од 3000 ученици ги оспособил за црковна богослужба, затоа и со право го носи пиететот патрон на Македонската православна црква. Свети Климент основал универзитет во Охрид кон крајот на 9-тиот и почетокот на 10-тиот век, а во тој период во цела Европа ретко можело да се сретне такво училиште. Надлежниот митрополит пред верниот народ одржа беседа за светителот кој вршеше чуда во текот на земниот живот, а по упокојувањето исцелителна сила имаат неговите мошти. Верниците се поклонуваа пред иконата на Свети Климент и се подсетуваа на големата црковно-просветителска активност што ја ширел големиот светител. Прв меѓу славјаните Свети Климент добил епископски чин, го описменувал сиромашното население утврдувајќи го во христијанството. Архиерейската литургија беше придружувана од женскиот младински хор Менада под диригентска палка на маестро Ивица Зориќ. Тетовските хористки на крајот од богослужбата во соборниот храм пред верниците настапија со духовни композиции. Осми декември, денот на Свети Климент Охридски во Македонија, трета година поред е вброен во календарот на државни празници.